Повторно се разгоре дебатата помеѓу ДУИ и коалицијата Влен во врска со спроведувањето на законот за употреба на јазиците. Од ДУИ обвинуваа дека пратеникот Влен самиот открил дека владата не го почитува законот. Според нив, фотографијата објавена вчера од представници на Влен, која имала за цел да го прикаже како успех двојазичното објавување на документите во службен весник, всушност се покажала како доказ за неспроведување на законот од страна на институциите. Службен весник не функционира врз основа на политичка желба, ниту врз основа на моментална волја. Тој има законска обврска објавите да ги објавува на два јазика, согласно важечкиот правен поредок. Значи, пратеникот од Влен, во обид да се пофали, всушност го промовираше спроведувањето на законот кој тие секојдневно го оспоруваат. Уште посериозно, со самата споредба што ја направи со другите институции, јавно призна дека многу институции не ја почитуваат законската обврска за употреба на албанскиот јазик. Оваа реакција на опозицијата доаѓа откако пратеникот од владеачкото мнозинство Аднан Азизи на Facebook напиша дека албанскиот јазик не е загрозен и дека тие го гарантираат тоа, додавајќи дека собранието 100% го почитува албанскиот јазик. Меѓутоа, на објавената фотографија од службен весник се гледаат и податоци за употребата на албанскиот јазик од страна на владата и председателот на државата во актите објавени во текот на 2025 година, каде што во графата јазик што го зборуваат 20% од граѓаните стои 0. 100% од актите донесени од собранието во текот на минатата година се во согласно со законот за употреба на јазиците. Тоа го потврдуваат податоците од извештајот објавен во службен весник за 2025 година. Во меѓувреме, никој повеќе од пратениците од албанската опозиција не манипулирал со темата за албанскиот јазик. Тие што пред камерите се представуваат како бранители на албанскиот јазик, цел ден зборуваат на македонски. За ова побаравме став и од коалицијата Влен, но одговор не добивме.